Изборниот законник најверојатно нема да се вброи во спроведените реформи за кои Македонија на 15 јули треба да го достави извештај од Европската комисија за тоа што е сработено до 30 јуни. Дека изборниот законник ќе остане нереализиран, денес информираше премиерот Христијан Мицкоски. Очигледно дека таму кај тие политички партии свесни за поразот на следните парламентарни избори постои страв и се обидуваат да го бойкотираат за да не испорачаме 10 од 10 индикатори од реформската агенда во ред. 9 од 10 ќе има. Така што тоа е плика, ќе продолжат од понеделник разговорите, но не сум после вчерашниот состанок се помалку сум оптимист. На вчерашниот состанок на координаторите на претеничките групи во собранието, ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ не отстапиле од своите позиции за начинот на гласање на дијаспората на претседателските избори. ВМРО ДПМН барат дијаспората да гласа електронски или по пошта, додека СДСМ е на став дека не може на еден начин да гласа дијаспората, а на друг граѓаните кои живеат во Македонија и дека таквиот начин отвара простор за манипулации со изборите. Ние како политичка партија јасно дадовме до знаење и го кажавме нашиот став дека поголемо гласање на дијаспората е нешто кое што за нас представува стратешка цел. Мицкоски притоа ги обвини опозицијските партии СДСМ и Левица дека ги радикализирале своите позиции околу изборниот законник за да го блокираат од страв од пораз на следните избори. Според него, сите барања на опозицијата можат да се прифатат освен тоа за дијаспората. На изјавата на Мицкоски реагираа социјалдемократите обвинувајќи го за обид за изборен грабеж со гласовите на дијаспората. Замената на електронското гласање без никаква контрола, со писма по пошта, без притоа ДИК да има можност да го регулира со консензус, не е гарант за безбедност и контрола на слободното изразување, на волјата на граѓаните, туку нова можност за изборни манипулации и нерегуларности. Гласање преку пошта без строга институционална верификација оневозможува да се утврди идентитетот на гласачот и да се заштити тајноста на гласот. Тоа е директно заобиколување на изборните правила. Со реакција се огласи и партијата Левица, според која електронското гласање на дијаспората никогаш не било дел од препораките на ОДИХР, ниту најважно прашање за македонската демократија како што го представува ВМРО ДПМН. Тоа прашање беше вметнато буквално на самиот финиш на работата на работната група и нешто за кое не се постигна консензус. Сега во продолжениот текст на изборниот законник за ДПМН и ДУИ содржани се решенија за кои никогаш не беше постигнат консензус. Во текстот се вградени политичките условувања на ДПМН, додека се исфрлени дури оние решенија околу кои се изгради консензус. За една изборна единица во работната група изговорот беше дека било преголем чекор, а денес немаат никаков проблем да инсистираат на целосно нов начин на гласање и тоа само за дијаспората. Изборниот законник инаку е дел од реформската агенда која Македонија достави до Европската комисија како дел од планот за раст, за кој доколку биде донесен до 15 јули, ќе и донесе на државата нешто повеќе од 4 милиони евра. Првичниот рок за носење на овој закон беше 30 јуни 2025 година, но откако тој рок не беше запазен, власта настапи со став дека рокот не е пробиен, бидејќи има грејс период до крајот на јуни 2026. Работната група за реформа на изборниот законник беше формирана на 3 март оваа година, на само 4 месеци пред истекот на рокот за изборните реформи, а работеше на документ со предложени измени подготвен од Министерството за правда во јуни 2025.